Насмеани, ведри, позитивни, такви се нашите гости и домакинките. Јас и Цеца на оваа утренска емисија рековме Цеца последна за оваа работна недела. Да. Се дружевме вчера, се дружиме денес, ќе го продолжиме разговорот. Вака вториот дел од овој втор дел често велиме малку поопуштен, порелаксиран. Да. Гледаме слики, но имам едни предизвици за вас. Тоа се овие наши Треба да микчиња. играте, треба да станете и да Немаме проблем. на прашање. Значи немаме проблем ако треба. И ќе играме и Сцената е ќе... овде веднаш. Нема проблем. проблем. Треба да се веќе по едно прашање, баш се така дел од вашиот приватен живот, малку надвор од професиите. Да. Ајде, Александар, го кај Јоана. Еве, Цеце. Не, тоа. Пол. Едно Тоа ќе ќе го остане. Имате време да си ги отворите. Тоа прашање слободно одговори. Чекај да имам што остана, ајде ќе го земам, ако имаме време ќе го искоментираме. Има некој што сака да биде читаат. Ако треба да одбереш една работа за да однесеш на пуст остров, која би била таа? Ајде, Јоана, книга? Некоја од твоите поезии? Цвеќиње на злото, на Шарл Бодлер. На Бодлер, да. Баш убаво. Таа би била и... Очекувано од вас. Да. И од Чековски може музика. Балетска од Лебедово или... Или тоа, една работа пишува една во може. прашањето. Па добро, едно од тие две. Или Добро. книга или музика, да. Баш убаво. Интересно. Професоре, вашето прашање? Кој е најнеочекуваниот комплимент кој си го добил? Интересно. И Вака. зашто бил комплимент, да Сега. ни кажете? Ќе кажам дека сум го добил тој комплимент неочекуван заради тоа што тоа го сметам како дел од себе, кој ќе ми речат колку убаво пееш. И јас тоаш не очекувам тоа и некој да ми го каже тоа, затоа што мислам дека тоа си е како составен дел од мене. И секогаш кој ќе ми го каже тоа, јас се изненадувам. Ние додека Морам не да ви кажам. слушнеме, а и гледачите. Види, Не верувам. знам, тоа треба да се докаже, да, треба да се докаже. Меѓутоа тоа Да е ве распиеме или најнеочекуваниот. тешка работа? Тоа ми беше вака суптилно прашање. Па не е проблем. Во секој Да? време, да. Може, смислете вие песна да го Може. слушнеме прашањето на другата гостинка, повелете? Кој ти е омилен вкус или мирис што те враќа во детството? Интересно прашање. За вкус, ајде не биде класик ајвар да збориме. Берки. Ама мирис да, и пак е поврзано со некако мојата професија. Значи, израснавме со сестрите на китка и во делот кога треба да стигнеш до планинарскиот ден, се поминува една зимзирена шума. Мирисот на таа шума секогаш ме враќа во детството, а има неколку такви места и на Шар планина и без разлика кога ќе влезам на друга локација во таква шума, секогаш се сеќавам кога сум била малецка и со тие ситни чекорчиња, вижте колку има. Да. Убаво. Тоа е убаво да Баш го врати убаво, во да. детството. И малку поразлично, во главно одговараат гостите цимет, не знам, еве ајвар, нешто што... Мене знаеш што ми Храна. текна? На пржени лепчи. Е, па и мене исто, така нешто. Прво И што на ми текна. мекици ми текна. И мекици, ето кај тебе се правеле мекици. Да. Интересно. Во детско село, да. Може би вас нешто ве потсетува на детството, мирисот еве ќе се добро. Калафониум. Интересно. Балетските патеки каде што ги... Мене тоа ми Интересно, беше... само сте израснала. Ми беше детството, да. Калафониум. Да. Мене исто ова мекиците, баба ми правеше многу овие тиганици и се уште ми е мирисот Нели? во се уште го чувствувам мирисот и кога и да јадам некаде, мене ме потсетуваат на баба ми Ангија која На што детство, на дома. правеше прекрасни мекици. Да. Сите имаме на Сера, нешто имаш што ти- ме потсетува. извини. Прашањето ќе го одговараш или го скокаме твоето? Јас, моето прашање, не знам колку имаме време. Имаме Цеца. ние време, не се Имаме секираме. време. Прашањето ми е за прекарот. Вели, кој прекар си го имала во детството? Верувале или не кекси? Мојот прекар беше кекси. Си јадела кекси? До ден денес, кога некој ќе ми рече кекси, јас знам дека од времето. Значи или од средно или од основно. Тој зошто? период. Зошто кекси? Кекси затоа што секогаш имав во ташна нешто за грицкање. А уште И имаш? многу ги меш, и сега имам. И многу ги мешав оние или округлести, не ги викав бисквити, ги викав кекси. Стално ми Да. се смее. Ама тие не се кекси, тие се бисквити. Кекси, бисквити, бабени колачиња, тие округлите, знаете. Не се тие бабени колачиња. И стално ги мешав кексите и кекси остана. Кекси имаш кекси внатре, кекси. Кекси ми е, ета прекарот. Професоре, една песна Да. за кекси. Ве молам посветена. Една посветена за кекси, а една песна што во моментов ми текна, Ајде. што една убава македонска народна е, која што мислам дека си Може. да сакам. Параходот ми пристигна
плачи, милоливе, не жали. Јас пак ке се вратам. Не плачи, милоливе, не жали. Јас пак ке се вратам. Секоја чест. Браво. Вадев? Ова беше така една убава народна македонска песна која што е еден од идентитетите на нашето културно постоење и која што секаде каде што се пее предизвикува многу убави емоции. Емоција, Нела, ја расплакавте? Малку. Може би сте емотивно некако врзана со песната? И па да, тие одења на китка, имаше и гитари, имаше и пеење. Како ми ја погоди? И па ништо не е случајно. Таква нашата емисија, поврзана, рековме, и гостите си се поврзуваат едни со други емоции, затоа во живо, јас се најжив од Баш пењето, да. бидејќи Браво. Ви благодарам Очекував многу. некоја подруга, можеби, песна. Браво, бидејќи за во Мирчацав. Знаете како во моментот на негзе ми текна. Да. И кога ми текна Да. на негзе, Ете, не Тоа ќе биде така реков е. дека ќе биде таа. Среќа што не баратоците да Се погоди. Се погоди, тоа убаво се Да не погоди. раструи. И драго ми е што разбудивме емоции. Кај Да, вас? па тоа е сега најубаво, повторно. тоа е најубаво кога песната ќе предизвика емоции, кога ќе биде убаво примена Да. од тие што ја слушаат. Да. Повторно се враќаме на емоциите, сега со вашите фотографии. Имавте една задача да ни испратите фотографии од работа, од Домашна приватен, да, од приватен живот. Ајде, Анела, да видиме дали се подготвени на Анела фотографиите, кои што ни ги испрати, ќе ни кажеш ти дали се фамилиарни фотографии. Да, се фамилиарни фотографии. Ги Да, гледаат и повели. гледачите. Среќа децата се во школа, па нема да ме скараат. И гледаат реприза. Значи, двајцата се големи веќе и ова е еден од ретките моменти што успевам да ги извлечам на планина. Фала Богу, и маш ми е човек кој што работи на планините, значи работи како туристички водич на планини и секоја прилика каде што можеме да ја искористиме за да немаме телефони во раце и да имаме квалитетен разговор со децата, тоа е планина. Така. Ама во последно време признавам не е баш така често. И повторно на планина. Тука старам. Да, на истата планина станала. Да, ова е на Солунска глава, таа најгоре десно, Така. со црвените чорапи, тоа е облеката, планинарска облека на мајка ми, таму имам 16 години. Ова во најкрупен план е веројатно пред некои 4 години. Стареам, ама на планина, стареам и задоволство ми е. Ајде да видиме следна фотографија. О, да. Професионално. Тука имам еден колега што само кога ме виде вика, знам дека нешто не било добро. Често сум во тој свет на мажи. Значи, од теренска работа, јас треба да бидам адаптирана и на разговори, преговори, состаноци. Често во тој свет на мажи треба да знаеш и како да се поставиш. Така. А вие лесно се сноѓето? Децата? Децата, кога растеа, да, секоја прилика гледав да излеземе во природа. Не знам дали некои од другите слики ќе прикажат. Првиот син, имав еден чуден момент, тогаш се правеше Веро Джамбо. И во Веро Джамбо јас го однесов, он беше бебенце, само што уште не проодено. И го ставам на плочките и почна да пишти, да вика. И викам, зашто детево толку е панично исплашено? Додека сватам дека он мислеше дека ќе пропадне во плочките, затоа што не беше навикнат под своите нозе да има таква рамна мазна површина растене на На трева. планина, така. Да, во природа. Следна фотографија. Да, ова е една слика со сопругот. Многу често истражуваме заедно, затоа што она што ќе го истражиме, тој го става во своите тури. Спомнав работи како планински водич и со пешачки тури и со
велосипедски тури, последно време работи на мултиактивни тури, мултиспорт тури и така некако се поврза целата таа љубов кон природата, познавањето на местата и во една професија која што, да не речеме и семејна, никогаш на турите јас го придружувам, затоа што е потребен и втор водич, или пак со совет каде може да се направи убава пауза, каде има нешто вредно да се посети. Ова е кораб, всушност, во позадината и до тука стигнавме со точаци, па ги скривме и понатаму продолживме. Дел од тие истражувања е. Така. И Повторно во природа. ова се првите денови мои како вработен во Националниот парк. Значи, јас сум раководител на одделението за заштита на Шарпланина, Национален парк Шарпланина, и дел од нашата основна дејност е и мониторинг на диви животни. Не работиме на мониторинг се уште на птици, но ова е една фотографија што многу си ја сакам. Да, ајде да видиме следна слика. Исто едно искачување каде што беше зима, не беше октомври. Нема некаква поврзаност со државен празник, меѓутоа на искачувањето беа мои драги луѓе кои што носеа знаме. Ова е на Шарпланина, на врвот Кобилица. И од тука има прекрасен поглед на Шарпланина. Така. Не е лесен за рекреативно, не би ви го препорачувам, ама да си дојдете на други, Веруваме. ќе шетаме. Така. Да ги видиме и другите фотографии, верувам и тие се ова нешто е- поразлично. Ова е мојот прв директор, Ибрахим Дехари. Тој е човекот кој што ми ја даде довербата да бидам првиот вработен во Националниот парк. Така. И храбро ги поставивме заедно темелите, се разбира и со други колеги во тимот. Но случајно се запознавме, не сме се знаеле никогаш, едноставно на иста фреквенција и ден исти денес идеи, функционираме Да. со истата енергија и познанство. Тоа е многу важно. Да, За ова било се која првите професија. канцеларии иначе на паркот, да знаете од кај тргнавме. Супервумен. Ова им Акција. помагав на колегите, правевме некои барикади, затоа што во тој понатаму дел не е дозволено движење со моторни возила, затоа што е зона на строга заштита и тука правевме некои рампи, мостови, и ја бев само поддршка, ова е слика. Не е. Тие работеа тешката работа. А еве го синот што проводува. Падна кај плочките во Да, центарот. меѓутоа тука е така по еден наклон кој што не е баш карактеристичен за проводување на деца. Исто и така ова се е на растат здрави Шарпланина. Да. Да, И ова е на Шарпланина во пределот на Јелак. добри почетоци. Ова е таа китка за која јас се расплака. Со мирисите. Така. Ета, Ова, китка. таа со црната коса со ранецот сум јас, другата е втората сестра, постарата сестра, имам и уште една сестра, двете се во Холандија. Така. На овие ливади сме растеле како деца и тука е таа прва врска со природата. Двете се во Холандија, но таа помалата е 12 години помала од мене. И многу е тешко кога имате таа возрастна дискрепанца помеѓу двете сестри да се состанат на некоја заедничка точка. Ние долго време тешко комунициравме, меѓутоа во последните 10 години ние функционираме на планина. Так. Значи третата сестра не е насликава, Но ќе ја поздравиме и меѓутоа- Маги и Кики. Може ќе не гледаат од Да, тука Холандија. е Кика, Маги е онаа која што на планина често одиме заедно и уживаме да сме таму сами. Така. Ајде да ги видиме и другите фотографии. Да, ова е еден ден од ренџерската служба. Комуницираме, спомнав, со радиостаници, сме во униформа. Ова е дел каде што е тешко да се комуницира. Еве го тоа машко друштво, ова се колегите, некои од нив и сега гледаат, да ги Така, се поздравам. разбира. Ке ги Ова поздравиме. се претходни концесионери од ловни друштва. Спомнав, ловот не е дозволен, но се обидуваме да најдеме заедничка точка на соработка, затоа што сите овие луѓе се локални ловци и тоа им е дел од традиционалните активности. Ни помагаат 2 години, 3 години поред да се справиме со една болест, африканска чума по дивата свиња. така. Се спроведуваа санитарни мерки на терен и ден денес соработуваме. Може да видиме уште една слика.
Ова ми е многу драга фотографија. Најлево е сопругот, а сите други лица и најдесно е пратител водич. Двете девојки и дечкото со црните наочари, тоа се лица со оштетен вид. Така е. Значи имавме една иницијатива да на оние луѓе кои што им е тешко да дојдат до природата без поддршка, без помош, да им обезбедиме, затоа што зависат од физички контакт, од допир и да ги понесеме во природа. Секоја чест. За жал иницијативата згасна во ковидот, затоа што беа една од најранливите категории, а потоа јас нема време и едноставно сега навистина не можам да стигнам, иако со Бера, например, сме во редовен контакт. И секогаш ме вика, ако одиш, викнеме, но кога одам, јас одам за да наполнам голем пријател на нашата емисија. Постојано ја споделуваме незината приказна. Ајде да идеме со следната фотографија, Цеца, уште малци треба да завршиме веќе емисијата. Имаме време, таман сме. Забавна. Ајде да ги видиме сега и на Александар фотографиите, да ги скоментираме. Професора? Да, ова е со татко ми и неговата сопруга на доделувањето на наградата за повеќе годишна педагошка дејност која што ја добив од Сојузот на музичките и балетски педагози на Македонија, награда која што ми е многу драга затоа што е едно признание за она што го работам целиот живот во областа на музичката педагогија. Еве, ова е тоа што го спомнав дејноста во СОС Детско село. Поранешниот председател Стево Пендаровски на Детско село му додели повелба за долгогодишна успешна дејност и мене ми беше драго што во функција на председател на управниот одбор ја примив ова награда, нормално во името на сите вработени, на сите штетеници, на сите дечиња за сето она што се прави и се работи во таа област. Ова е од промоцијата на една од книгите што ги споменав за Зина Крелја со професорката Снежана Анастасова Чадиковска, која што ја работевме оваа книга, која што ми е исклучително драга личност, со која што соработувам и се дружам, и особено професорот Фимчо Муратовски, доајен на македонската музичка уметност, за жал починат, која промовираше оваа книга. Ова ми е една од многуте патувања, ја одбрав оваа фотографија. Ова е Анкор Ват, познатиот хинду-будистички храм во Камбоџа, во Сием Реп, кој што е еден од најголемите и најневообичаените во светот, и овде се оди на изгрејсон се во 4 часот наутро за да се видат тие бои. Колку и да го боите на небото. Ова е веќе разденето, меѓутоа колку и да го кажувам со зборови, тоа навистина треба да се доживее. Тоа се едни розеви и лила бои кои што никаде на друго место не може да се видат. Овде ја добивам наградата 13 ноември за музичка публицистика за мојата книга Музиката во македонскиот игран филм, и ова е првата награда во живот што сум ја добил и сум многу горд. Особено што 13 ноември тогаш ще погоди со 75 годишнината од ослободувањето на Скопје, а јас сум од едно револуционерно семејство кој е дал голем придонес и жртви и во ослободувањето и во почетокот на Втората светска војна. Ова е со моите другари од Мирче Ацев хорот, настапуваме во Златната сала Музик Ферајн во Виенската филхармонија, салата каде што се одржуваат новогодишните концерти на 1 јануари. И ова беше, ние сме настапувале на многу сали ширум Европа и светот, меѓутоа за мене ова беше едно посебно доживување заради тоа што се чувствувавме дел од целата таа магија. Овде сум со моите најблиски, оние што не ми се крв, а ми се всушност најблиски во што ми се да, а ми се крв, да. Тоа е, тие се моја поддршка. Овде сме во собранието на Македонија на доделувањето на наградата Мито Хаджи Василев Јасмин, која ја добив за моето целокупно публицистичко творештво. Ова е професорката Ганка Цветанова, промотор на мојата книга, рецензент, ментор на мојот докторат и моја голема поддршка воопшто во приватниот и особено во професионалниот живот.
И вие со знаме? Со знамето, да. Ова е од пред 20 години една фотографија од многобројните патувања со Мир Чацев и одбрав ова во Белград, каде што бевме, каде што ја предводев нашата група, еве со знамето низ белградските улици. Так. Гордо се шетаме и ја шириме македонската култура. Да, еве нашата примадона на оперската уметност Милка Евтимова на прославата на низиот 88 роден ден, таа почина пред 1 месец. Со нејзина имавме една прекрасна релација, мајчински ме сакаше и јас нејзе многу ја сакав и многу ме недостасува. И еве во нејзина чест сакав да споделам дека таа беше и е се уште дел од мојот живот. Убава завршница на вашите фотографии. Одима Да. со фотографиите на Јоана. Повелете. Теа Јоана. Ета Јоана, 2-3 години, 3-4. 3 тука, да. На тие фотографии јас не се не сеќавам, искрено да ви кажам. Секако, да. Да. Значи Шишков кој почина со 86-та, јас имав 6 години, така да многу Да, не успеа во текот на интервјуто да ве прашам имате ли сеќавање од вашиот татко Ристо Шишков, доаен не некој на многу македонско сеќавања, глумиште? знаете како тогаш малечок си постојано на сцената, они постојано имаја други проблеми се јавија, нели Шишков имаше турбулентен живот, така да не беше тоа момент за спознавање и за шетање и за разговарање и за така. Значи околностите не беа такви да можам јас да растам и да созревам покрај него како секој нормално Така. дете. Ќе скоментираме, да, Меѓутоа други театарот фотографии. како театар си е тука постојано, ова се сите, како што ви кажав, дел од фотографиите што ќе бидат вечер изложени. Он има многу фотографии, ние избравме само 17, дел се театарски, дел се филмски, од Недолгиот пат, од Црно семе, култната со мачката, таа ќе биде како главна фотографија, Кенгурски скок, значи јас за жал немам гледано ни една представа. И тоа не може да го коментирам како така, мора да се заживее. Велат представите на Шишков, вика, мора се заживее. Така. Тоа било еднаш во животот искуство, значи И ние затоа сме не многу можам млади. да Јас се говорам. сеќавам на вашиот брат, Васил Шишков, и на народните мојата приказни. љубов, да. Може Да. би има во фотографиите. Мојот Васил, и он кажуваше доста, значи кај мене баш на животот како албум сликички собрани, пошто нели цел живот со кореографи, костимографи, режисери, тоа беше моето дејство. И од сите лепам, буквално собирам и лепам податоци, информации и меѓутоа немаше можности за тагување или за нешто, цело време е театар, цело време нешто се случува, ама постојано е тоа позитивно, не знам како да кажам. Така. Значи оваа фотографија со Васил таа ми е многу драга, јас приватни не донесов. Ако. Намерно, Секој значи во ова свој се стил. само, да, Ако, нема професионални и јас сум Дали ќе ги има Јона овие на изложбата? да, ќе ги има, да, ќе ги има, значи се можеби не сите, меѓутоа одбравме само 17-тина. Така. Ќе има понатаму планираме поголема, таа ќе биде 2 недели изложена во бифет Тафталиџи, тоа не кажавме, мислам. Не кажавме, да. Денес почнува, во наредните 2 недели ќе биде изложена. да, и Така. понатака веројатно ќе биде изложена во театар комедија, така шота нешто се договараше со директорот, сега како ќе биде. Ќе има понатаму сигурно известување. Меѓутоа е убаво е да се погледне сепак еден богат театарски живот. Ова е една од приватните, ова е на Долгиот пат. Така. И ностоп викаше мене, ностоп ме става да бидам, вика, турски султан или бек, а вика јас сум македонец. И па викам ти си најголемиот, нели најкрупниот, затоа го ставаат седам со брада. Така. Ама за тоа викам беше и Питугули. Ете. Така, затоа е доаен на македонското глумиште. Сите така го, кога ќе спомнаме Ристо Шишков, таква добива асоциација. Шишков беше театар и во театарот и надвор театарот. Значи, него му дава да живее на водна куќа, голема хациенда и он рекол, зашто ми е мене тоа? Тоа ми е вика 10 минути подалеку возење од театарот. Јас вика морам да сум до него. Него не му беше важно каде и што е, само да е до сцената. Значи, тоа беше уметникот, да кажам. Така.
толку од нашето дружење, мене ми беше многу голямо задоволство што ни бевте гости. Цеца многу ни помина брзо времето. Останаа уште многу теми, Да. но причина повеќе за повторно да ми дојдете. Така е. Така, Задружење ќе повторно. ве поканиме повторно и со Анела имаме многу да зборуваме, со професорот за ИЗСОС детското село, за книгите оние кои што не ги донесовте во ова гостување. Јоана, со вас за наредни изложби, како ќе помине оваа изложба? Така е. Потсетување до гледачите, од денес се отворена Од изложбата 20 од часот. 20 часот во бифета в Талич. Така Ќе ви се заблагодарам, се надевам убаво си поминавте. Прекрасно. Благодарам на вас за преубаво. поканата. Одлично. А може една идеја за следната емисија? Ајде. Да разбудите Македонија на планина. Може. Ќе го преместиме студиото. Истински Ќе го амбиент преместиме на планина. Зошто да не? Баш убаво. Да. Така. Остануваме ние на канал 5 и Здраво Македонија. Благодарам што не следавте се до 10:30. Останете со програмата на канал 5. Ние правиме кратка пауза со музички спот и повторно се враќаме во студиото.